Пандемијата од коронавирусот го смени секојдневието на секој човек, па така донесе и големи промени во начинот на реализација на образованието во сите држави. Веќе со месеци клупи и училници во високообразовните институции останаа празни, без студенти. Надлежните министерства беа принудени да ја преселат реализацијата на наставата во домовите на сите студенти. За почетоците и одвивањето на онлајн наставата, како и за иднината на образованието, поразговаравме со студенти на универзитетите од повеќе земји, со цел да ја прикажеме нивната перспектива за реализација на наставата од дома. Различни земји и различни студенти прикажаа повеќе искуства и почетни проблеми со кои се соочувале со новонастанатата ситуација. Памела Дебарлиева, студент на Приморскиот универзитет во Словенија, Верица Цветкова, студент на Медицинскиот факултет во Бугарија и Дејан Димитриев, студент на ФЕИД во Македонија, за нашата телевизија ги споделија почетните препреки со кои што се соочиле во однос на почетоците на реализацијата на онлајн наставата на нивниот факултет. Првиот проблем беше тоа што ние како студенти, а и професорите со нас, немавме никакво искуство, ниту познавање за платформата Zoom, која што ја препорача Министерството за образование и наука на Република Словенија. Вториот проблем со кој што се соочивме, ние како идни биолози, беше изведбата на лабораториските вежби, кои за нас се неопходни. Главно проблемите беа во врска со практиката, поточно со вежбите кои ги имаме во болница, како и на кој начин би се одвивале и дали би можело ефективноста од онлајн вежбите да е барем приближна на онаа ефективност што ја имаме од вежбите со присуство. Факултетот за електротехника и информациски технологии веќе имаше изнајдено најразлични механизми, како што се платформите Big Blue Button, Zoom платформата, со кој што се разгледуваа како опции да се извршува онлајн наставата. Меѓутоа, како што изминуваа месеците, COVID-19 пандемијата зафаќаше се поголем зафат во секој дел од светот и околностите не дозволија враќање на нормалноста, туку сите беа принудени да се прилагодат на новонастанатата ситуација. Од сведоштвата на студентите можеме да констатираме дека нивните факултети успешно ги надминале почетните препреки и со текот на времето се прилагодиле на наставата. Предавањата си се по распоред. Програмата ни овозможува да се вклучи микрофон, да се вклучи камера, да се сподели екран и така натака. Најчесто теоретскиот дел ни е представен преку презентација, после која што следи дискусија на дадената тема. А околу практичниот дел, тој исто се одвива на програма за учење од далечина. Ни се представуваат разни случаи од болниците, например анамнеза или медицинска историја на пациентот, испитувања кои се направени, резултатите од испитувањата, снимки и се што ни е неопходно за да можеме ние студентите да поставиме диагноза и на некој начин да го решиме проблемот на пациентот. Во моментов целата настава се одржува електронски, онлайн, со тоа што демонстраторите, асистентите ги снимаат лабораториските вежби или самите тие се во лабораторија додека ги практикуваат. По некои лабораториски вежби каде што се користи компјутери, каде што се кодира, каде што се прават симулации, тоа студентите го прават под менторство на самите професори. Лабораториските вежби на нашиот факултет се одвиваат така што нашите професори и асистенти ги изведуваат во лабораториите, потоа ни ги испраќаат на училница во форма на слики, видеа, филмови и презентации. Додека пак математичките вежби ги изведуваме нормално како и останатите часови. Како што известуваат студентите, надвор од наставата во одредено време во денот имаат можност да ги контактираат своите професори по електронски пат. Кога станува збор за тоа што може онлајн наставата и новостекнатите дигитални вештини да придонесат за иднината на образованието, студентите споделија различни ставови. Дел од нив сметаат дека имаат големи бенефити од онлајн наставата, додека пак останати сметаат дека употребата на дигиталните платформи треба да биде само во неопходни ситуации како коронавирусот. Јас верувам дека сите се стекнавме со нови вештини и верувам дека тие ќе ни бидат многу корисни во иднина. Како например тоа што секој од нас ќе има можност и ќе има знаење како да работи од дома било каде и да е во светот. Потребна е дигитализација, нужно е потребна на универзитетот, но не треба да се, јас би рекол дека не треба да се меша дигитализацијата на УКИМ
со држење на далечинска и електронска настава. Далечинската и електронската настава, барем по мене, е нешто што се користи само во нужни, во крајни ситуации. Сметам дека со ново стекнатите дигитални вештини се олеснија многу работи за подолг временски период во смисла на меѓусебна комуникација на луѓето без разлика каде да се наоѓаат. Коронавирусот предизвика сите вклучени во образовниот процес да се прилагодат на новата ситуација, но и покрај големите предизвици и поставени бариери, надлежните прават напори за да се покрие недостатокот од реализација на наставата со физичко присуство, со дигитализација на образованието и примена на системот наречен учење од дома.